ова е село, Жарко Кипровски, село Теово. Жарко, добар ден. Добар ден. Јас сум Жарко Кипровски, иначе од Скопје, има викендичка во Теово, више 6-та година сум тука и сум домакин на манастирот Архангел Михаил. Архангел Михаил, село. Да, од село Теово. Жаре, следи прашање од кога потекна овој манастир, од кога датира? Манастирот датира, значи, од многу одамна, но почнате да се гради 94-та година. Така, ова е изградба 94. 94-та година. Пред да се гради, манастирчето како беше, во овој изглед или многу помалу? Малецко и трња се. Вели легендата Како им се сонило на некоја жена? Така, на некоја жена од Бистрица. Така, Веса. Веса, Така. и се сонило и дошла ноќта тука, нашла што нашла и почнале да го градат. Така, После селаните. После градењето, недоразбирање, вамо таму се руши манастирот. Така. Во дента кога се руши манастирот, возот поминува и се тумба тука. Се превртува возот Шо збориш, бежа? и има жртва, значи од плевење човекот и тогаш почнале више да се прави манастирот. 94-та година. 98 година манастирот е завршен. Значи на 17 мај 98 манастирот е осветен. Осветен. Да, господин Михаил, господин Стефан и така и натака. Добро, ово дворот сега што е било земјиште приватно или? Земјиште атар на селото е ова. Атар на селото, Да, да. атар на селото да е ова, да се служи на манастирот. Убаво оградено, се познава. Зданието е прекрасно. Ако сум од Скопје, значи тука седам, уживам. Здание е убаво, селаните почитуваат. И на убаво место. Све е на убаво место. Жарко, сите манастири се на убаво место. Да речеме, тука сме више да држиме христијанството малце на повисоко ниво. Тоа се трудам и јас највише одека. Така. Значи, претходно имаше што служеа луѓе, ги донеле, не го почитувале тоа и така натака и така натака. Така, камбанаријата Камбанаријата е исто направена тогаш, во тие години. тие години, од 94 до 98, значи целото здание е прекрасно. Прошетаме, ќе видите. Да. На 21 ноември, значи секоја година имаме ручек, слава и вечера. И вечера. И вечера. На 21 ручек и вечера. Да. Так, И има доста народ, посетеност. па посетеноста почна сега. Така. Од 100 па сега има више и 250 и 300 луѓе се собираат. Значи Се зголемува и се зголемува и фондот, нели? така, така. На самата. Доста мештаните помагаат во тој ден. Да. Да. За ручекот вечера. И за ручекот, и за вечера, и само придане кој зелка, кој. Така, Значи така, свето тоа што има Нека селото на помош за многу години. на многу години. Конаците? Конаците имаме, значи, 2 двокреветни соби Така. и 2 еднокреветни. И има едно горе подкровје со 6 кревета. Значи 12 души може да Значи може да преноќат преноќат. во една ноќ 12 души слободно. Слободно. Тогаш се почнати градени во тие години. Во тие години, 94-та. Имаме Тоа е многу, да кажам, за кратко време многу за постигнато. кратко време многу народ и така натака. Со голема ангажираност на Ангажираноста била на преголема. Протостојко? Протостојко. Да. Значи Протостојко и фамилијата негова Он е од село Теово, покојни сега, беше Теошанец. парохиски свесеник во Да, овој Теошанец. Да, беше и секретар на епархија тоа време. Така. Во времето на господин Михаил, секретар. Така да имаме и трпезарија, имаме и кујна, Сега имаме се. Протостојко почива тука до Тука почива. манастирот. Тоа е Да, негова желба. Негова желба. По негова личност. Тука е, да. Ова е ктитор Протостојко, донаторот на манастирот Архангел Михаил. Зданието на овој манастир, значи све е посветено неговата фамилија, Света ќерките Екатерина и Елисавета. Со изградување на овој манастир на цело Теово во летото господово 94-98 година, кога архиепископот ДМПД црквата и неговото блажество господин Михаил. Дарител е значи господин Протостојко. Иконостасот е направен од велес. Овие фрески се цртани, значи, од Лекич,
Драган, Светозар Богдановски од Велес. Од Велес. Обично манастирот се наоѓа негде на 350 метри надморска висина. Значи, бајнска клима. Бајнска клима. Голем мир, убава тишина. Така е. Моje село Теово. Разговарам со Љупче Јовановски. Љупче, добро утро. Добро утро. Добро дојдовте. Добро те најдовме. Љупче, ти си од село Теово. Да. Роден во село Теово. Татко ми, дедо ми, сите генерации родени во Теово. Теово. Што е тоа што те натера да се бавиш со сточарство? Ова е голема гранка. 4-та генерација од која чуваме овци ние. Дедо ми, татко ми, јас, еве сега и децата. И децата твои? И деца, да. Ги задои и децата со сточарство? Па што млеко ќе цицнат од овца и Така. многу тешко се откажува. Нема одвикнување? Нема. Колку овци имаш, Љупче? Сега моментално околу 1200 имаме. Овде се 300 овци, а другите лежат погоре, због да не правиме ѓубе, да не се тралата да не ги загадуваме. Се уште некој ден, па после ги прибереме Ги чуваш овде кај што некогаш дедо ти, татко ти ги чувале? Дедо ми ги Овој чуваше дел. малку погоре, ама таму беше проблем со вода и ова место го купивне и дојдовне тука поблиску до реката, до патот да биде. Така, ова е атар на село Теово. Атер на село Теово. За да не се прави штета по бавчите. По бавчите сега патот е проводен на пример со оваа стока, не можеме в село ќе правиме, ќе загадуваме, ќе онаме кучиња и на друго, значи за село оваа стока не, иде или скоро 1200 овци имаме, Добро, значи не можеме. Поголема бројка е така. Да. Љупче, колку овчари имаш? Зависи према потребата. Од тројца до значи петина. немаш константно? Да, од тројца Доаѓаш до... во ситуација да побараш овчар? Па, Пошто ќе имаш дојдеме. 3 сина да ти се живи и здрави. така. Имаме тројца вработени. Да. И ние четворица сне. Така. От и сега додека не се мозат, додека не се јагнат, може помалку работници. Така, Ама во текот на ќе почна да се јагнат и во мозењето треба многу работна. Треба човек повеќе, нели така? Плюс ние работиме малку и земјоделие и децата се летно време заангажирани со земјоделието. Малку или малку повеќе? Па види, никога ништо не е доста. Не е доста. Значи има потреба. Нашата работа, ние сме фабрика за храна. Да. Храна јадеме, храна даваме. Храна даваме, така. И нешто гавеста храна, нешто жито сееме. Можеш колку земја имаш да речеме обработуваш или? Имаме негде околу 30 хектара земја од државата, 20 имам јас, децата имаат 10 така. И од приватни луѓе вака што земаме, дури имаме земено и во извор, пошто овде кај нас нема такви големи парцели. Така. И така ти мора храна да обезбедиме. Може ли да речеме со тоа што обработуваш да ја покриеш за целата сезона, да речеме? Габестата храна ја покриваме. Сега би те прашал, да речеме млекото кое доаѓа ред да се мозат овците направи. Го правите сирење или го продаваш како млеко? Еден дел правиме сирење, еден дел млеко го даваме, после кога ќе појдеме в планина, па го даваме, го правиме сирење таму. Околу сирењето, домакинката помага? Не. Јас и децата? Да. Веќе и тој занает го знаете? Да. Па добро. Па домакинката си има дома обврски, Така. ние кои ќе појдеме в планина, значи тие си имаат дома работа, ете со внучиња, со домашни работи и така. Имаш и внучиња од дечата, така? Да, три, двете се женети, уште ни од неја Да ти се женет. живи и здрави. Нека се здрави живи од сите и наши, нека дава Господ сегдека. Дај Боже. Љупче, ти благодарам за разговорот.
Мое село, Митко Јовановски, село Теово. Митко, добро утро. Добро утро. Добро утро. Најнапред да те прашам, Митко, што години си? 32. 32 години. Да. Од дете со стока. Да. Идеме по стапките на татко ми, така? Па татко ми, дедо ми сите чували, ние Генерацијски сакаш да продолжиш традицијата. Па треба. Зашто да не? Зашто да не? Така е. Вие сте тројца браќа. Да. И сите сте заедно. Сите. Од мали заедно со стока. Да. Љубовта кон овцата поготово е поголема, така? Па да, Може така да речеме? може. Зошто да не? Добро, Митко, ти се бавиш повеќе со земјоделието, да речеме една страна одговорен си за тој дел. Да. Околу трактори, околу жетва, околу орање, сеење. Да. Се со ред, така? Се. Нема што друго. Па тоа. Другите двајца браќа? Па и тие исто и во тоа помагаат и со стоката. Добро. Да речеме се, одите вие редовно на пасење овците или имате? Па имаме и работници кога треба и одиме. Кога треба и одите и Да. вие, нема што тука. Добро, Митко, се вака, овцата е доходовна од сите страни, велат старите, нели така? Па, Само треба човек да издржи. па треба. Тешка е таа работа, мачна е таа работа. Да, Можеме нон-стоп. така да речеме. Може. Нон-стоп бара работа. Да. Стоката секојдневно. Деве, се уште некоја недела ќе почна да се објагнуваат. Па да. Си стручен во тој дел. Па сме. Да, се дежура ноќе, нели? Да, да. Се чека, Па принова е сега така. мора да се дежура. Добро, Митко, освен да речеме со овците, друго нешто околу селото се бавите? Да, во друго. Да Тоа. речеме детелина да се насее. Да, тоа земјоделие, да, имаме доста. Насејуваш Житарици, доста. 30 хектари. Што најповеќе работиш? Јачмен? Јачмен, пченица, мешаме. Мешате? Да. Овдека да насееме детелина, ќе ја биде? Да, имаме детелини. Имате? Па Имаме, и ги. имаме. Па имаме и тоа 5-6 хектари. Детелината помага, нели? во Да. Сточен грашак сееме, косиме. Сточен грашак. Добро, што све друго освен тие житариците? Па тоа житарици, храна за стока ваша, тоа претежно се работи. Да кажеме со еден збор, сточна храна мора да се произведе. Да, мораш има стока, без храна. Се случува некогаш во годината да докупиме нешто да. Па житарици може да го купиме, другото е наше. Се на таква работа, тоа не купуваме. Имаме доволно. Така, сега вака, рече татко ти дека имате доста овци, да? Да. Сега мислиме да ги намножиме малце повеќе или како? Па, ќе видиме здравје, сега за сега. Добра е бројката, па понатаму Добра е ќе видиме. бројката. Да. Пошто Како сте ќе биде? 3 сина доаѓа како Па, здрави, може и ќе го зголемиме. Така е, зошто Како да ќе не? да работите, ќе видиме. Како една задруга да речеме, така? Па, така некако. Фамилиарно да речеме. Да, сите сме заедно. фамилијарно. Добро, Митко, уште едно прашање интересно за крај. Не си женет рече, така? Не. Не? Не сум. Да се надеваме дека убрзо ќе биде и веселба, така? биде. Само здравје. Здравје. Митко, ти благодарам. Фала. Гоце Јовановски, село Теово. Гоце, добро утро. Добро утро. Гоце, вие сте Митко, Гоце и Јаце. Јаце, да, тројца Гоце- браќа. Гоце и Јаце се женети, уште Митко не. Уште Мито не. Дај, ќе биде здравје Боже. Дај Боже. Гоце, со стока се бавите исто, вие сте тројца браќа од деца, од мали заедно. Да, од малино, зашто од кога памтиме. Така? Да, Ова е традиција фамилиарна. фамилиарно. Немаме намера да ја прекинеме. Не. Тешка работа. Што и да биде, не, мачна. значи нема менјавај. Така. Така е. Зашто си одговорен најповеќе ти во фамилијата? Па највеќе јас сум за сирењето. Сирењето? Да. Тоа е твое мајсторство. Не од дедони. Браво, Гоце. Уште од 7-8 години ме учеше. Го усоврши тој знак. Да, И денеска баш можеме да кажеме дека сирењето е број 1, така? да. Барано е на Кој пазар. кој пробал знае. Кој пробал знае. Да. Овој крај сите знаат. нели? Сите, да, и по Скопје, по Верес, значи од сегде. До сега немаме никаков проблем. Цело млеко го правиме сирење или Па речи си само многу малце напролет, кој имаме многу работа, може да го даваме малце на млекарат. Тоа е највише еден месец. подобро е да Прекуси. се даде како сирење, него како Да, млеко. поисплатливо е. Поисплатливо е. Гоце, освен сирење, кашкавали? Не, само прави- сирење и само урда малце, да. Урда се вари, да? Да, Баш добро. да. Вака би те прашал сега. Ти си женет село Теово, така? Да, јас сум женет, 2 деца имам, од Росоман сум женет. Да ти се живи и здрави. Фала. Добро, Гоце. И Јаце, братот помалиот е женет? Да, и тој е Не женет. можеме да го снимиме. Да, тој има едно дете од Чашка, е тој женет. Нека му е живо и здраво. Да. Е сега вака да те прашам, Гоце. Тројца браќа. Продолжуваме и понатаму. Да, Фамилиарно значи нема семејство. откажување. Нема откажување. Тешко, лесно, Тешко, лесно продолжуваме. Традицијата мора да... мора.
помагаме во другиот дел околу земјоделие? Да, помагаме со сеидба, со орање, со се. Така. И храна доста, сено, детелини, значи сите заедно. Љупче му дарил Господ на Љупче и три Да, сина. кој со овци, кој по ниви, кој сите на своја страна. Така, само здравје. Да. Бог се ти благодарам. Фала многу. Ај, како се викаш? Бубе, А ти како се викаш? Тона, Како? Тона, Теона Јовановска, од село Теово. А ти? Кика, Кика? Кристина Јовановска од село Теово, така? Колку години имаш? 4. А ти? 4. Машала, браво. А да видиме, Дена се разлика. 30 дена. 40 ден и оци. А ти да ни направиш вака. Тој петата генерација. Да, петата генерација, така е. Почитувани, ние сакавме да си одиме од како ги снимивме овците. Меѓутоа Љупче како голем домакин во селото не дозволи. Не може да си одите додека не дојдете да го пробате сирењето мое. Нема што Љупче, сирењето ќе го пробаме, ракијата Овците ќе ги пробаме. регистриравте, ама треба и сирење да се регистрира. Цела софра, не е само сирењето, така. Благодарение на златните раце на сопругата Силвана. Да. Силвана, голема благодарност до тебе. А. Нема што. Сега вака, да ни ги презентираш сите, снаите, дечињата и така. Тој ми е среден син, таа ми е сна негова, ова е негово внуче Љупче, ова е Теона, исто негова, таа ми е од најмалиот син Сна? Сна, не тај нејзина ќеркичка, овој ми е најстар син, тој не е уште одомен. Може, кај да и него Да, ќе го и жени. него ќе го жени. Добро, нека ни е на чест за многу години. На помош да ни е денот. Ајде да наздравиме. Е сега на ова убава софра што останува друго освен да запее. Така е. Ој девојче, бело е црвено, како тебе моме, нигде не најдо. Ој девојче, бело е црвено, како тебе моме, нигде не најдо. Каква мајка беше, тебе што те роди, тебе што те роди, толку убава. Каква мајка беше, тебе што те роди, тебе што те роди, толку убава. Ај на здравје. Ајде ме мати, твојата љубов. Петре Трајковски, село Теово. Петре, добар ден. Добар ден. Се наоѓаме на железничката станица? Не, се Не. наоѓаме на стојалиште село Стојалиштето Теово. во село Теово. Железничката била малку подолу. Железничката не беше 1 километар подолу од селото И селаните, и селаните мораше да патуваат без светло, без ништо. Поготово ноќе многу поготово ноќе се бале во 4 одевне на работа Дојдовме и решивне до дојдеа да така. Да се направи направи стојалиште. Ја бев председател на местна заедница, пишавме барање до македонски железници, ни го одобрија проектот, направивме проект и ни одобрија и така го направивме Ова тука стојалиште стојалиште. функционира и денеска. Да, и ден денес. Само што возот многу ретко Возот поминува. ретко, на 3 дена еднаш. Така? Да. Добро. Добро, ма сепак стојалиштето е. И Да, утре и да помине постои. воз ќе биде тука. Ќе биде, мора да биде. Добро, може да го погледнеме стојалиштето поблису. Може.
село. Зоки Тупаре од сред село Теово. Зоки, добар ден. Добар ден, дојдовте. Твојата куќа е на сред село, каде што и црквата Свети Атанаси, така? Токму така. Ова е црквата, главна црква во село Теово. Токму така, црква Свети Атанаси, изградена 1800 и која година точно не знаеме. Може да речеме од како датира селото? Покасно е. Први селото према податоците. Така. Е први селото после црквата. Добро, али тука е негде некој 1800 точно так, не знаеме. Не знаеме точно кој, али после 1800. Така. Зоки, оваа црква има големи свадби, веридби, крштевки и така натаму. Не може да се крајот, да се каже бројот колку се, оти селото било преако, стално имало свадби, крштевки, веселби и така натака и така натака. Се спомна дека Теово било и општина некогаш. Точно така. Со многу околни села кои што сите сите овие околни села што се тука општина било во село Теово. Така. Доста големо село, убаво село, богато село. Богато село на времето дотирало со доста грла овци и говеда. Така. Сега моментално имаме само еден сточар, еден со кози, другото е се испустило. Каква е местоположбата овдека? Река Бабуна. Реката Бабуна ни е прекрасна, али младиот свет замина, ние сме сега тука станали само пензионери. Така е. Млад свет, нема неколку дечиња што има, ама наскоро ќе ни заминат и тие. Да. Требаше да се искористи и водата од реката Бабуна. Водата не е искористена по вина на општина Велес. Така? Па така, на времето бара прилепшаните да направат брана во село Нежилово, водата да земат да носат за прилеп, али под услов и Велес да пие вода и сите велешки села под општина бивша Велес, да бидат и полето ќе беше наводнујато и луѓето задоволни и сите задоволни. Така. Ама стално имало и пријател и непријател на историјата. Така е. Така е. Зоки, иконостасот во црквата Свети Атанаси, имаме од кога датира или од како е црквата? Од кој црквата направена, тоа е комплет, сето го средено. Добро, можеш да ни кажеш оваа црква со години како се одржувала, кој ја одржувала и како? Вака сега, ова црква ја одржува цело време местното население. Така. Али дојде во период на распаѓање. Јас кога дојдов во црквата овдека служев 12 години во црквата. Се менјава клисари, одбори и така натака. Да. Имав немалку повлече потекни на времето, али со прав одбор успеавме да направиме нешто. Беше околу дворот сраснат со капини, со дрва. На распаѓање беше и кровот, беше на распаѓање. Погледнати овдека ова внатре 6 ламперија правено. Так. Иконите беа на распаѓање. Имавме едни добронаверни луѓе, Николовски Трајче и негов зет за сестра од Прилепското село од Дреновци Миле. Така. Дуковски, Бог да опрости починате тој, дојде овдека ја завршија работата колку се може да се заштити. Така. И добивне донација, Венко Сотри ги даде така керамидите. Од наши селени од тука даде донација за керамидите кровот да се мени. Има доста иселеници. Беше, да, беше поплочен со плочи. Тука дворот напред тие оградите ги направи Антески Аце. Пак со помош на местното население. Така е. Работите се тие на дело се гледа што се случуваше колку можевне одржавне. Јас од кога напуштив од тука, тие што да помене продолжија и работите си одат тековно. Така е. Има црковен одбор. Има црковен одбор, работите си течат како што треба, баш. Така е. Нема Камбанаријата датира исто со време. Исто, јасно така, токму така. Е реновирана во последно време пошто. Реновирана е 2001 година, имаше стара камбанарија, беше во распаѓање по иницијатива на Андреј Стаменковски. Така. Починате, Бог да опрости, нека му жива здрава фамилијата. Потегна иницијатива, со негова иницијатива и со помош на местното население обновена е новата камбанарија. Зоки, дали знаеме во последно време кога се има крштевано некој детенце во оваа црква? Пред една година. Од кој детенце? Да. Пред една година, да, има 2 дечиња крстни близначиња. Тоа може да се поверува дека се уште има дека млади луѓе. Па добро, дечкиве живеат во Скопје, али желбата им беше од тука потекнуваат да се крстат дечиња близначиња, се тука да се крстени пред една година. Село никогаш нема да биде заборавено. Мештани има доста, генерации веќе поминати. Па види вака сега, имаме тука село и на пензионери. Мислам дека нема никогаш да замри привлечи едни како одат, други идат и така. Не одиме во другиот свет, други стасуваат тука, наследуваат и местоположбата ни е прекрасна. Имаме тука река, имаме пат, имаме железничка пруга, ги имаме сите услови, имаме канализација, имаме водовод, имаме телефон, ама комплексне со сите тие работи. Така е. Обезбедени. Ова село нема никогаш да се испусти. Така е.
Зоки, нека ни е за многу години Тео, За многу години, Перо. на помош да ни е. За убави работи се слушаме да се гледаме. Ти благодарам. Почитувани мои, се наоѓаме сред село во црквата Свети Атанаси на село Теово. За нашата маса денеска да заличи се погрижија домакинките од село Теово, на кои сме многу благодарни. Да ни е живо и здраво селото и за многу години да ни е Теово. За многу години. На помош. Добро ни дојдовте сите. Ајде, ајде, моме стојне. Стојне да бегаме. Ајде, ајде, моме стојне да бегаме. Наше село Теово од три страни моме стојне сонце грее, од три страни моме стојне сонце грее, од четврта месце стојне, од четврта моме стојне месечина. Моме стојне месечина. Почитувани мои, на здравје. Почитувани мои, тука негде крајот на вториот дел. Ве поздравуваме од село Теово. Мое село, до гледање. До гледање, поздрав за сите што гледаат. Нека везе моме стојне, нека плаче.